нашата Бисера Ловачева, која што ќе зборува на тема која што е поврзана со децата и младите, именно СОС, детската линија за деца и млади, всушност доби нов насив. Зашто конкретно станува збор? Бисера, добро утро и повелете. Така, добро утро, Буба, добро утро и до тебе, Елена, во студиото. И поздравуваме и нашите гледачи кои редовно ја следат утринската емисија Здраво Македонија. Токму така како и секој утро, па и денес излеговме на терен да ги проследиме актуалностите. СОС за детската линија, како што кажа и ти, Буба, за деца и млади во рамките на Мегеше добива ново име по долги години. Ало Бушовко е новото име на оваа СОС за детска линија. Тука со мене е Клементина од Мегеше, со која ќе поразговараме за оваа СОС линија. Клементина, добро утро. Добро утро, Бисера. Така, првата прашам за Мегеше. Каква е работата на Мегеше? Така, Мегеше е прва детска амбасада во светот, која што е интернационална невладина организација, која што се залага и ги застапува правата на децата. При тоа се залага за одговорно родителство, како и за образование базирано на ненасилство. Во текот на нашето 30 годишно постоење имаме различни проекти, регионални и интернационални, за кои што навистина се залагаме за правата на децата и гледаме на децата да им дадеме средина во која што ќе можат да имаат безгрижно детство. Така, споменавме дека СОС линијата за деца и млади добива ново име, но колку време постои пред да добија ова име Ало Бушовко? Така. СОС линијата за деца и млади функционира 29 години, од 1993 година, практично и прв телефон за деца и млади во Македонија. Од тогаш па до крајот на 2021 година имаме помогнато, поддржано над 20.000 случаи, односно вклучително и деца. Така, зошто токму по 29 години се одлучивте за ново име да добие од СОС линија за Ало Бушовко? Така, па подолго време се размислуваше во основа на тоа зашто да се смени името. Една од причините затоа што сакавме СОС да се отргне од името на линијата, затоа што сметавме дека децата некако се етикетираат дека кога ќе се јават кај нас на СОС линијата, дека се јавуваат за да споделат некој проблем, што не е суштината, целта на СОС линијата. Сакаме да ги охрабриме децата со промената на СОС, тоа зборче СОС во линијата, да се јават не само кога ќе имаат проблем, туку и кога ќе има некоја дилема, прашање и исто така да се информираат за своите права. Друга причина е тоа што собиравме различни мислења од различни возрастни категории, особено ни беше важно мислењето на децата, па затоа во 2021 спроведовме истражување за тоа кој е ставот на децата и младите во Македонија за СОС линиите, како и кои начини на комуникација ги преферираат. Тоа е втората причина, лансирањето на новата веб страница Ало Бушовко МК и исто така дополнително се вклопи во сето ова. Ало Бушовко, тука би сакала да споменам за Ало Бушовко, дека тоа е нова веб платформа во која што децата практично е комуникацијски медиум, во кој што децата ќе можат слободно и без стравови да се информираат и да се едукираат за своите права и при тоа да ни пријават прекршување на истите. Така, зошто Ало Бушовко? Односно, зошто Бушовко? Така, Бушовко е маскотата на Мегеши и постои веќе 3 децении и само по себе си носи своја приказна која што би сакала сега да ја споделам. Така. Бушовко е дете кое што пред 30 години стои на мала детска земја на меѓа помеѓу поранешните, односно земјите од поранешна Југославија. Стои исправено и исплашено и затоа неговата коса е накострешена и телото му е крепко, бидејќи тој е олицетворение на она што се случувало во 1992 година, значи несаканите случувања, војните, гладот и сиромаштијата. Но тој стои исправено, како што кажав, на детска земја, носи син Елек како заштитен панцир, а во левата рака роза за мир, десната рака ја држи планетата Земја и има блага насмевка и широко отворени очи со кои што покажува дека не се плаши, дека тука и ги следи сите случувања и има надеж за подобро утре. Така денес Бушовко по 30 години е тука за сите деца и ги застапува правата на децата, затоа што сите идеали на светот незначени се од созите на едно дете. Така, кажа дека има накострешена коса Бушовко.
тоа па баш не ми личи на бушапка, ако има така стресен на посла. Зошто бушапка? Зошто токму тоа има? Па просто останав, разговаравте околу таа тема, дававте предлози. Како што спомнав, бушапка е маскотата на Медјаши, е заштитен знак на Медјаши според кој што не препознават, па така што решивме СОС линијата да биде, кога веќе препознае бушапка, го знаат сите, да се преформулира во Ало бушапка, секако дека се подолго време се разговараше за тоа и крајната одлука беше таа. Така. Зашто ви се јавуваат овие деца, велите деца и млади, која граница најмногу се опфаќа кога станува збор за годините на децата? С кои се проблемите со кои се соочуваат? Така. Генерално ми се јавуваат родители, старатели или членови од блиското семејство, меѓутоа во ова прилика би сакала да апелирам дека детската линија постои преценили за децата. Ги опфаќаме сите возрастни категории. Најчестите причини за кои што ни се јавуваат се семејните односи, односно проблемите при бракоразводните постапки, непочитување на решенијата донесени од Центарот за социјални работи, како и неможноста од видување со децата, нели, додека устојниот родител, кога трае целиот таа постапка за бракоразводна постапка. Меѓу најчестите причини се јавуваат, за жал, и сите категории на насилство, физичко, емоционално, како и занемарување или грижа. И во 2022 година се уште дел од причините и најчестите причини за дојави се и суштинските потреби на децата. Се уште има семејства во Македонија кои што живеат на работ на екзистенцијата и со тоа многу од правата на децата се сериозно загрозени. Тука би сакала да споделам дека за 2021 година со 13% застапеност од вкупниот број на дојави кои што го имаме со годишниот извештај, причина за дојавувањата е менталното здравје, односно нарушеното ментално здравје, кое што е последица на сите оние препреки кои што настануваат при бракоразводните постапки, што навистина е загрижувачко, затоа што навистина децата додека трае целата таа постапка им се нарушува нивната ментална добросостојба. Кој разговара со овие деца? Така, ние сме наша ренолика група на волонтери и волонтерки кои што имаме една единствена цел, тоа да работиме во интерес на децата, да ги сослушаме, да ги разбереме и да ги поддржиме и соодветно да ги насочиме кон институциите за кои што се грижат за заштита на децата. Позади тимот на СОС линијата стојат тимот психолози, педагози, социјални работници, специјални едукатори и рехабилитатори, наставници, правници и сите ние се залагаме за една цел, најдобар интерес на детето. За време на дојавувањата оставаме простор да се изјаснат дојавувачите за својот проблем, дилема или прашање, да стекнуваме доверба, потоа и соодветно на проблемот ги упатуваме до соодветните институции. За крај, кој е бројот на ова СОС линија? Така. Ало бушапка нуди повеќе комуникацијски канали, фиксен телефонски број, мобилен телефонски број 0703900632, како и може да не контактира на нашите социјални мрежи, чет опцијата на веб страницата Ало бушапка, може да ни испратат пошта или електронска пошта, како може и да не контактира директно во просториите на Медјаши со запознавање на ковид протоколите. Благодарам Клементина за овие информации кои што ги сподели со нас. Како што споменавте, Ало бушапка продолжува со исто темпо да работи, само го добива новото име. Студио? Ви благодариме, Бисера. Ете, слушнавме која е причината поради која што СОС линијата за деца и млади го промени своето име во Ало бушапка. Само посакуваме да имаат што помалку работа, а секако ќе ги охрабриме оние кои што деца кои што навистина имаат проблеми да пријават без никаков страх.